детство го поминав во Германија и моите родители ми возможеа всушност убаво детство да имам, ми пружија многу работи и не носев останчиња како мала едно време. Бидејќи цело време се како мушко, се понаша како машко. Сум била заљубена, да, меѓутоа вистинската љубов уште не сум ја почувствувала. Па, какво беше, белко цело такова со розови ушиња. Ова за играчката зборуваш, нели? 5 оделение на едно детско фестивалче Детелинка во Куманово. Тоа ми беше првиот настап. Но овде веќе е сериозна работата. Имав многу енергија во себе и многу сакав да ја пренесам на публиката. Најквалитетната музика доше ја направил. Многу ми се свига бидејќи е жива и ми се свига ептен почетокот со трубите. А кога е весело, што се прави? Ке играм. И ке пеам, што ке правам?
да ги слушнеме коментарите на жири комисијата. Јас ќе бидам многу кус и прецизен. Значи, уживавме сите со тебе, уживаше и ти со овие момци, а најмногу уживав јас кога ги гледав Blue Funky и Individuals дека уживаат. Па тоа ми го исполни срцето мене. Браво. Немам зборови. Фала. Ја имам зборови, само кратка е емисија. Прекрасна си. Видиш што значи кога ќе каже човек дека нема дечка, одма карамфили летив на сцена. Најнормално. Покрај тоа што плениш со својата насмевка, со својата звезда што ја имаш, ја носиш таа една прекрасна дрскост што вечерва ни ја покажа на сцената, таа слобода што ја даваш кога ја пееш песната, тој твој карактеристичен глас што на моменти ме потсеќа на Дафи, на Трейси Чепмен, не знам на кого се не, а сепак е твој, мене ме натера да се најажам 2-3 пати во песната, така да ти благодарам за вечерот. Еве, ова е онај момент кога велам кога ќе се избере точна песна. И го фатив моментот кога зборуваше за тоа дека кога се била маличка, повеќе си влегувала во машки улоги, а? Да. Тоа ти помогна многу оваа вечер, затоа што морам да признам дека на девојките ми е вечерва многу потешко бидејќи пеат машки песни. Тоа се песни кои што се напишани за Тоше Проески и вие вечерва мора малку да влезете токму во тој филм. Извонредно ја изнесе песната и гласовно, и сценски. Ти честитам и ти посакувам многу среќа, Катре. Фала многу. Фала ви. Каде Ненад те очекува во црвената соба, таму средете ги впечатоците за она како се чувствуваше Кате на сцената, ги доби коментарите од жири комисијата, главно беа позитивни, таа уживаше на сцената, а колку вие уживавте во незиниот настап, ќе ни покажете со вашите SMS гласови на телефонскиот број со кој што ќе ја поддржите Кате. Во црвената соба се селиме сега. Така е, а покрај тоа што можете да го користите SMS бројот за да гласате за вашиот омилен кандидат и фаворит.